следите најновото издание на регионалните вести. Тетово се соочува со недостиг на вода за пиење. И со двата водоводни системи издашноста изнесува 250 литри вода во секунда, недоволно за потребите на градот. Воведени се рестрикции. Само 250 литри во секунда изнесува издашноста на изворите со кои Тетово се снабдува со вода за пиење и покрај тоа што во функција се двата водоводи. Како главна причина за недостигот на вода, од единицата за водовод и канализација при ЈКП Тетово ги посочуваат временските услови. Тетово во моментот располага од изворите со 250 литри вода во секунда и се вклучени и два бунари во градот, кои даваат отприлike 30 литри вода, значи свекупно околу 280 литри вода во секунда, што не се доволни за градот, поради поголема потрошувачка, високи температури и така натаму. Ние секојдневно се соочуваме со санирање на дефеци кои се гледаат и нормално се трудиме мрежата да ја одржуваме. Меѓутоа има и подземни дефеци кои не излагат на површина, а се рачунат како загуби. Апсолутно да. Тетово има доста застарена мрежа, поготово кога се работи за индивидуални приклучоци. И најголеми губитоци се баш тука, кај индивидуални приклучоци. Со цел граѓаните да имаат вода за пиење се воведени 3-часовни рестрикции во текот на ноќта. Рестрикциите се воведени има околу неделја дена отприлike. Трајат од 1 час после полноќ до 4 сабајле, за да се акумулира вода и да се смири, колку толку да се смири состојбата во градот. Значи можеме да кажеме дека има ефект некаде до пладне, до 12 часот, после полека се намалува притисок во мрежата и поедини делови чак и немаат вода. Надлежните апелираат водата рационално да се користи. Јас би апелирал до граѓаните, што е можно порационално да ја трошат вода за пиење, за да имаат што повише граѓани нормално снабдување со вода. Фармата од Тетовско вејце ги пребројува штетите откако пред неколку дена волци им го нападнаа стадото. Бараат државна помош за угинатите грла овци, појава која им се повторува неколку пати во годината. Сликата на угинати стада овци е се почеста на шарпланинското подрачје и тие малку грла на стока кои останаа на шара се ретчат. Стадото на биофарма од Тетовско вејце пред некој ден остана без 40 овци. Од нападот на волците ватарот на село Бозовце, 15 се повредени, а 50 избегале и им се губи трак. Сточарите велат дека по неколку пати во годината дивечот им прави штета, која според нив во иднина треба веќе државата да ја обештетува, ако сакаме да ја заштитиме стоката. Мислам дека државава треба да се размисли за овчарите, за стопанството, за овие големите фарми, да ги субвенционира ваквите настани.Оздруженијето на сточари Шарпланинец вела дека нападите на дивечот врз стоката е резултат на малиот број хајки кои ги организираат ловџиите. Ловџиите постојат, ловџиските друштва, тие треба да имат хајка. Како у Штип што има стално хајка по волци. А овде ја не сум видел никогаш да има хајка. Овде има хајка само да идат по диви кози, да утепуваат диви кози и срни да утепат, што е мислим, не прави ни штета ни ништо. А кај волците, например, и мечките не ги утепат. Ај, мечките више се забранети, ама волците не се забранети. Волците треба да се утепат, зашто волкот е штетник. Поради ниската откупна цена на јагнешкото месо ненавременото исплаќање на субвенции, но и монопол на домашните кланици во Македонија од година в година се намалуваат грлата на овци. Ако во државата пред околу 2 децени имаше 2 милиони грловци, сега според проценките има едва и 400.000 со тенденција на намалување.
Основното училиште Лирија се поднови со нови простории во кои настава ќе следат учениците со посебни потреби. Новиот објект е донација од компанијата Еколог од Тетово. Денес просториите беа свечено отворени, а на настанот присуствуваше и градоначалничката Теута Арифи. 4 нови простории доби основното училиште Лирија во Тетово. Во нив настава ќе следат децата со посебни потреби. Новиот дограден објект во рамките на училиштето беше започнат во месец јуни, а завршен во септември. Содржи 2 училници, една креативна работилница и една просторија за прием на родителите. Објектот е донација на компанијата Еколог од Тетово, а градоначалничката Теута Арифи денес и свечено ги отвори новите простории. Денешната активност е една активност која покажува колку солидарноста е важна и колку е важен тој пристап или тој принцип да сте голем успешен, но да останете поврзан со вашето место, со вашата земја, со вашиот град. Затоа сакам да се заблагодарам на компанијата Еколог, со овде присутниот господин Лазим Дестани, кои со оваа донација уште еднаш покажуваат не само општествена одговорност, туку голема солидарност со граѓаните и со тие деца кои учат тука. Сакам исто така да се заблагодарам и до наставниците кои ја реализираат оваа работа, имајќи го предвид фактот дека се работи за високо сензитивна работа, и да кажам дека ова е за окружување на целиот тој процес на реновирање на училиштето, што преку летото се одвиваше со голем ангажман на самиот директор и делот на работниците на училиштето, каде што со завршувањето на кровот, на фасадирањето и овој дел веќе имаме едно комплетирано училиште. Освен градоначалничката, останатите говорници пред присутните се обратија само на албански јазик. Hapur hapësirat e reja të shkollës shtesë. За половина година во Гостиварско се развеле 60 парови. Психолозите алармираат дека младите немаат трпение да се справат со проблемите и не знаат да ги решаваат конфликтите и недоразбирањата во бракот. Епидемијата на разводи ќе трае, оценуваат стручните лица. Современиот начин на живот, изменетите вредности и напуштањето на традиционалните норми водат кон зачестени разводи, алармираат психолозите. На Гостиварското подречје во првата половина од годината се развеле 60 парови, бројка која што не е за занемарување. Обично се работи за помлади брачни парови кои реагираат брзо и често непромислено во одлуките, оценуваат стручните лица. Па, генерално можам да кажем дека катастрофа е со бракоразводи, многу ги има. Моје лично објаснување е дека се еден нов талас на една нова генерација, која се на некој начин се ослободила од стари начини на однесување. И практично проблемот е што ние сме вистина во помеѓу традиционално и модерно општество и не можеме да се справиме со проблем. Родителите не можат да се справат со своите деца. Тоа е прва работа. И не постои совет, не примаат совети, многу брзо се модернизираат младите, многу брзо носат одлука да се земат со некого, многу брзо се и разведуваат. Вака немаше порано. Младите не се подготвени да се справат со проблемите и конфликтите кои се јавуваат во бракот и ја избираат варијантата која им се чини најлесна, вели Карахасан. И сега доаѓа една генерација која е разгалена. Значи, растела, тоа е, нивните родители се пост-југословенска генерација или југословенска генерација на родители, кои растеле поопуштено и сега дојде помодерно време и таа генерација е разгалена без адекватни образци на однесување и без адекватни решенија. Нема добиено решение како ќе се однесувам во конфликтна ситуација. Секој брак се развива во конфликтни ситуации. Преку конфликти и брачните партнери се учат како да ги надминат состојбите, стануваат посилни и градат еден како да кажем, еден посилен систем, брачен систем. На ниво на целата држава годишно се регистрираат по околу 1800 разводи, а Гостивар е еден од регионите со најголема стапка на распаднати бракови. Минатата година Гостивар ја заокружи со околу 120 разводи, најголемиот дел од нив меѓу помлади парови со малолетни деца.
Жител на Галата завршил во болница по патот трактор. Пријавено оштетување на црква. Во полицискиот билтен регистрирано и приведување на 2 лица поради дрога. 65-годишник од Гостиварско Галате вчера управувајќи трактор натоварен со дрва во местноста Долно Брце паднал од тракторот и се повредил. Тој бил пренесен во Гостиварската општа болница Ферит Мурат за укажување лекарска помош. Пријавено оштетување на црквата Свети Ѓорѓија во Волковија. Непознати сторители во периодот помеѓу 29 септември и 1 октомври годинава скршиле прозорско стакло и оштетиле инвентар во дворот. Од полицијата информираат и за приведување на 2 лица. 21-годишник од гостиварското село Добридол бил лишен од слобода ноќеска 10 минути по полноќ, затоа што при преглед кај него била пронајдена марихуана. 36-годишник од тетовското село Горноседларце пак, осуден на затворска казна за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Со судска наредба бил приведен вчера вечер околу 21 часот и 30 минути во неговото село. Тој бил предаден во казнено-поправната установа Тетово за издржување на затворската казна. I had the opportunity this morning to observe a trial and to see in practice how this equipment has helped make the process more efficient and more transparent. The trial I observed was efficient. The proceedings went without interruptions and with delay. I think this is an important and concrete step as part of a broader overall effort to strengthen rule of law here. This kind of recording equipment does many things. It increases accountability and transparency. It improves the public trust in the institutions as well as the efficiency. Judges and prosecutors and defense attorneys can focus on what they're hearing and saying and not on what taking notes. There's a record. It increases fairness for citizens and above all it increases accuracy. Во ова издание на темата на неделата говориме за еден многу профитабилен бизнис кој, како што велат, има блескава иднина. Деновиве пак македонските обиди да се земе дел од тој голем колач ја разбрануваа јавноста. Нашата земја го легализираше одгледувањето канабис за лекови во 2016 година. Досега има издадено 23 лиценци, а уште над 10 компании чекаат на дозволи. Но канабисот се произведува малку, бидејќи производителите се уште ги брусат нивните вештини. Во меѓувреме се менува законот за да се овозможи извоз и на цветот на канабисот. Ќе стане ли Македонија канабис суперсила како што ветуваше неформалниот крал на марихуаната Биг Мајк по неодамнешната средба со премиерот Зоран Заев? Производство има, но бизнисот со марихуана за медицинска употреба засега е жив зијан. 20-тината лиценцирани компании засега многу повеќе вложуваат отколку што заработуваат. Производителите сепак се оптимисти и велат дека се работи за бизнис кој има иднина. Домашниот пазар на масло од канабис е заситен. Европската унија бара високи стандарди за тоа да може да се извезува, а Македонија забранува извоз на сув цвет од марихуана. Во магазините има сув цвет во вредност од 60 милиони евра. Производителите бараат законски измени со кои ќе се дозволи негов извоз. Со дозволувањето на цветот ние можеме побрзо да дојдеме до стандардите. Значи, тоа е таа дистинкција, да речеме, која што ако збориме за маслото е многу позахтевно и со стандарди и со имплементација на фармацевски валидирани процеси, таму има и испитување мора да се спроведе, значи не е баш така едноставно. За разлика од преработката на цветот и како краен производ, цветот е многу поедноставен и можеме побрзо да дојдеме до извоз. Во Македонија сега има 23 лиценцирани фирми за производство на канабис, а 2 од нив се лиценцирани и за производство на масло.
Во просториите на поранешниот органско-хемиски гигант Охис зад мене е сместена најголемата фирма за производство на медицинска марихуана во Македонија, НЈСХ Холдинг. Американските сопственици за над $3 милиони неодамна им ја продадоа фирмата на полски сопственици. И други фирми од бизнисот со медицински канабис имаат странски стратешки партнери, едно поради експертиза и друго поради наоѓање на пазар. Во Сдруженијето за декриминализација на канабисот Билка пак велат дека Македонија не го легализирала, туку го приватизирала бизнисот со марихуана за медицински цели и бараат олеснување на условите за да може да се развива и на микрониво. Апсурдно е некој што има 1000 стебла марихуана да биде бизнисмен, а некој болен што има 5 стебла за лична употреба да се третира како криминалец, велат тие. Нацрт измените на Законот за контрола за опојни и други психотропни супстанции се дизајнирани, тоа е моје длабоко убедување, да ја сузбијат конкуренцијата и да го остават бизнисот во рацете на шака мокни луѓе и доволно ситуирани со силни политички врски. Во бизнисот со медицински канабис директно е вклучено и семејството на премиерот Зоран Заев, односно неговиот братучет Трајче Заев, кој е дел од сопствеништвото на 2 компании кои имаат лиценци за производство. Македонија ја легализираше марихуаната за медицинска употреба во 2016 година, а властите очекуваат од овој бизнис во домашната економија да се слеваат по околу 100 милиони евра годишно или околу 1% од бруто домашниот производ. А какво искуство има планинското кралство Лесото, кое пред 2 години ја легализираше медицинската марихуана, со надеж дека тоа ќе создаде нови работни места и ќе ги зголеми приходите на оваа африканска земја. За жал, астрономските суми за лиценцирање натераа некои ситни локални земјоделци да тргнат по опасниот пат на шверц со дрога. Огромни бели оранжери се сместени високо на падините во Лесото. Скриене се од погледот можеби затоа што таму нема овош или зеленчук, туку и лјадници, садници, канабис. Сепак марихуаната се одгледува легално од компанијата Medigrow, која инвестираше над $19 милиони во објекти за одгледување канабис и е регулиран од владата. Медицинската марихуана е глобална индустрија од $150 милиарди, а малото кралство Лесото се надева дека ќе го добие својот дел од така нареченото зелено злато. Така пред 2 години Лесото стана првата африканска земја која го легализираше одгледувањето медицински канабис. I think Lesotho is great in the sense that it's very untouched. So the air you breathe here is clean. The mountain air is amazing. You have streams and water here in abundance, which is clean. And so the conditions are favorable for growing cannabis, definitely. За да се исполнат правните стандарди, повеќето траги од тетрахидроканабинол, главната психоактивна состојка одговорна за психоефектите на марихуаната, се отстрануваат од семето. Медицинската верзија е првенствено направена од непсихоактивна субстанца канабидиол. Целосно обкружена со Јужна Африка, Лесото е една од најсиромашните земји во светот, рангирано на 159-то од 189 места на последниот индекс за човечки развој на Обединетите нации. Невработеноста е голема, јавните услуги се слаби и скоро 1/4 од населението е заразено со ХИВ вирусот. Владата наплаќа €30.000 евра за едногодишна лиценца за одгледување канабис. Но цената е преголема за повеќето локални жители, а на пазарот доминираат странски компании, главно од Канада и Соединетите држави. Most of the people have been living from marijuana, but illegally. So we were hoping that this will be an opportunity for them to farm it legally now and try to improve their lives. So if they don't get that opportunity because of finance, I think it's little bit not fair for the people. Во земја во која марихуаната секоја се одгледувала традиционално, многумина се уште се принудени да ја шверцуваат преку границата кон Јужна Африка. Еден анонимен шверцер вели: "Тоа е опасна активност, но моите деца живеат од тоа. Тие можат да имаат облека и храна, но можам од шверци да умрам." Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал проценува дека 70% од потрошената марихуана во Јужна Африка се одгледува во Лесото, со што канабисот е третиот извор на приходи во земјата.
но во оваа фаза законодавството им дава приоритет на странските компании, во голема мера исклучувајќи ги локалните земјоделци од индустријата, што за помалку од 10 години се очекува да достигне околу 270 милиарди американски долари. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите мислења и коментари во врска со тоа дали одгледувањето канабис ќе доведе и до подобрување на македонската економска ситуација. Довидување. Времето денес беше сончево и топло, со мала до умерена локална облачност и со слаб до умерен ветер претежно од јужен правец. Температурите се движеа во интервал од 11 до 27 степени Целзиусови. Времето утре ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Пообилни врнежи ќе има доцна попладне и во текот на ноќта кон петок, кога наместа ќе биде и нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од 7 до 23 степени Целзиусови. Тоа беше се за ова информативно издание. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.